Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Македонското здравство покажа дека има капацитет навремено и ефикасно да се справи со закани како што е пандемијата со коронавирусот. Со соодветен системски пристап и добра организација, македонското здравство може да функционира на ниво на кое функционираат здравствените системи во далеку побогати земји. Вложувањата кои владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги направи во здравството, овозможија успешно да се справуваме со најголемата светска здравствена криза во изминатите децении. Со оваа криза стана уште повидливо дека здравството е еден од основните општествени столбови. Продолжуваме да вложуваме во одржлив здравствен систем. Преку одговорни и стратешки политики ги зајакнавме професионалните капацитети на здравствените работници и создадовме услови здравствените работници својата иднина и кариера да ја гледаат во нашето јавно здравство. Сите ние сме благодарни за сиот труд и пожртвуваност што нашите здравствени работници го вложија изминатиот период. И од тие причини вработените во здравството, кои се во првите борбени редови во битката со COVID-19, ќе добијат награда од 20% од основната плата за 2 месеци. Наградени ќе бидат сите здравствени работници и соработници, како и сите вклучени во работата со пациентите заболени од коронавирусот, доктори, медицински сестри, но и болничари, транспортери, возачите во службата за итна медицинска помош во сите јавни здравствени установи, болниците, институтите каде се правеа испитувањата. Никој нема да биде изоставен. Сите се земени предвид. Почитувани. Владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го цени човечкиот капитал во здравството и затоа и пред оваа криза инвестиравме во него. За период од 2 години издадени се повеќе од 5000 согласности за вработување во јавно-здравствените институции и дадени се повеќе од 1000 согласности за специјализации и субспецијализации. Во периодот од септември 2018 до февруари 2020 година за 4 пати е зголемена платата во здравството. Основната плата за лекар специјалист е зголемена за 40%, на медицинските сестри за 23%, на општите лекари за 25%, а на останатите здравствени соработници за 15%. Ги зголемивме коефициентите за исплата на дежурства за 15%, а толку е зголемен и капитациониот бод на матичните лекари, гинеколозите и стоматолозите. Покажавме дека имаме системски пристап и добар план. Направивме многу, но имаме уште многу да направиме. Продолжуваме да работиме посветено на подобрување во секоја област. Инфраструктура, опрема, терапија, персонал. Затоа што само така, со сеопфатен пристап кон сите сегменти во здравството, можеме да направиме функционален и одржлив здравствен систем за сите. Ви благодарам.